Прво сакам да дозволите ми да упатам честитки до авторите, затоа што се има зафатено со една тема која е подолг временски период наназад, провокативна и академски и политички. Значи и од академски и од политички аспект. Јас се разбира вечерва да сум овде не како професор доктор кој што ме најави, него во овој капацитет во кој сум последниве 2,5 години и се разбира немам намера да зборувам од аспект на професор или експерт, иако со оваа тема сум се бавил и од тој аспект порано. Туку ќе зборам од аспект на некогашен државен службеник, на што се сум наидувал тогаш кога сум бил државен службеник, подосна како граѓански активист, како многумина од вас, во одредени периоди од нашата независност до денес, и се разбира ќе се осврнам на со 2-3 сечока на ова што сега го доживувам како политичар во однос на имплементацијата на практичните политики кои не се етнички. Значи тоа ќе биде првата дефиниција и првата рамка во која сакам да го ставам ова што ќе го кажам. Сите овие сликички се во суштина обиди за внесување на повеќе мултикултуралност во нашето општество. Дел од нив се неуспешни низ овие години, како што и самите сведочите. Јас имам личен влог во темата, како граѓанин на оваа земја. Прв пат практично со темата се сретнав како портпарол на Министерството тогашно за внатрешни работи во време на овој, како го нарекуваме, нашиот конфликт од 2001, кој беше во суштина етнички конфликт. Не велам за што бил, меѓутоа во суштина двата табора беа стриктно етнички поделени, самото министерство во тоа време беше поприлично етнизирано, ако можам така да кажам, и за сето време на тие 7-8 месеци имаше две апсолутно диаметрално поделени и спротивставени етнички вистини за тоа што се случува на теренот. Јавноста исто така беше остро поделена на македонски и албански дел и беше исклучително тешко, доаѓајќи од тоа милје, зборувајќи за конфликт кој во суштина е спор меѓу две големи етнички заедници, да соопштувате факти и при тоа етнички да не ги обоите. Имам лично искуство и во времето кога се правеше рамковниот договор, бев од тогашниот кабинет на председателот Борис Трајковски и зборувам посебно оному каде што бев директен сведок, а тоа е серијата лидерски средби кои малку се спомнуваат и во нашата академска јавност или експертска јавност и во политичката јавност. Имаше серија лидерски средби под раководство на Трајковски, со кои се разработува и детализира главните компоненти на рамковниот договор, значи од децентрализацијата до символите на етничките заедници и се разбира и бројот, од тогаш се носеше нов изборен закон, бројот на изборни единици. Ако ви кажам дека дури и бројката на изборни единици кои беа предлагани, зависно од етничката припадност на предлагачите, варираше така што етничките албанци или партиите на етничките албанци предлагаа од 1 до 3 најмногу, македонските политички партии, така наречени, предлагаа од 6 до 12 и на крајот застанавме на 6. Значи се работеше во суштина пак за етнички компромис. Бев 2005 година, есента чинам, тоа беше во ноември, бев председател на Државната изборна комисија, кога беше организиран референдумот против децентрализацијата, концептот на децентрализацијата кој беше предложен од тогашната влада, и имавме референдум во кој двата табора исто така остро се поделија меѓу себе, апсолутно по чисти етнички линии. Значи, оние имаше 2-3 каравани изборни кои агитираа против концептот на законот за децентрализација или за пренос на трансферна надлежности од централно на општинско ниво, и постоеше структура врзана со тогашните владини партнери која заговараше дека тоа е единствениот пат напред, ако сакаме било каква деволуција на надлежностите. Во 2014 да бе формален кандидат за председател и посебно сум горд на податокот дека добив значајна бројка на гласови преку етнички линии од сите етнички заедници, посебно од албанската етничка заедница, што беше прилично невозможна мисија во тој период кога тој така наречен режим во тоа време беше на својот врв со контрола врз сите значајни сегменти во општеството, вклучително медиската сфера. Не дека тоа се случи за прв пат, имавме 2009 масовно гласање преку етнички линии за еден кандидат на тогашните претседателски избори, меѓутоа ова беше пријатно изненадување за мене и за луѓето кои работеа со мене, бидејќи покажа дека е возможно
во прв план кога не ви е само етничката припадност, да луѓето, гласачите се решат за некакви квалитети кои ги препознаваат во некој од кандидатите. Бев учесник во граѓанското движење во 2015 и 2016, за кое тврдам и денеска дека беше прво и до сега единствено мултикултурно движење со национална агенда. Зборам за масовни движења, не зборам за десетина, секоја чест, за 10-15 луѓе кои излегле по некаков протест, кај што има припадници од различни етнички заедници. Зборам за илјадници луѓе кои има демократска во суштина, а не етничка агенда пред себе и на крајот успеја да помогнат дел од политичките субјекти кои заговара иста или слична агенда да ја преземат власта и да ги оттргнат од власта оние кои практикуваа поприлично националистичка една агенда во изминатите години. 2016 бев кандидат во една од изборните единици во централните скопски општини, заедно со сите други кандидати, како во делот на таа коалиција, која исто беше мултинационална, мултикултурна, и слоганот, мислам дека е дел од вашата книга, или барем лозунгот на лајт мотивот на книгата зашто се тргне воопшто во тоа истражување, беше едно општество за сите. После ќе имате и промотори на книгата кои ќе кажат до каде дојдовме и што не успеавме да направиме во тој дел, затоа што е очигледно дека тој концепт не беше консеквентно изведен до крај. Има уште многу работи кои треба да се направат, се разбира ако политичките елити кои се на власт во даден историски момент сакаат воопшто тоа да го прават. И 2017-18 бев пратеник, тука има една мала епизода која сакам да ја споделам со вас. Учествував во собраниската дебата за законот за јазици, познат, инаку народски попознат као закон за албанскиот јазик, со кој албанскиот се издигна на ниво на втор официјален на целата територија. Просто е неверојатно, не памтам друг единечен законски проект кој толку ги поделил етникумите, секој во својот табор, со многу мали исклучоци. Мојата главна теза тогаш може да се погледа и денеска на интернет, на собранискиот канал, беше дека лингвистичките политики никогаш не растуриле една држава, почнувајќи од Југославија, пошироко ако сакате, едно сосема други етнонационални контрадикции се во прашање кои доведуваат до распад на една државна заедница, а не тоа дали некој има повеќе права од другиот во јазичната сфера. Се разбира ако доделувањето на тие права на една етничка заедница не оди на штета на друга етничка заедница. Со законот за албански јазик, на страна некои практични аспекти за негова имплементација, практични технички аспекти за негова имплементација, тој закон не одземаше јазични права од другите етнички заедници, вклучително и од етничките македонци. Во книгата видов, поштовани Рубин Земон има употребена една дихотомија меѓу дескриптивен и нормативен мултикултурализам, и реално е да кажеме, не дека го нема тоа кај него, се фокусира на еден друг временски период, меѓутоа реалниот, оно што не е напишано во законот и во уставот, не почнува од шарената револуцијата. Јасно. Почнува од раните 90-ти, објективно, кога тогашните политички актери разбираат дека и да нема во законот норма која бара она што е денеска, например, Бадинтерово правило за двојно гласање, едното од нив преку етнички линии, има потреба од така наречените партии на албанците во владата, бидејќи тие представуваат значаен сегмент од целиот електорат или од граѓанството во тогаш во Република Македонија. Значи, и без да имате потреба за 61 пратеник, да направите мнозинство и да владеете, тоа беше политичка пракса која и ден денеска не е напуштена. Многу ми намисла дека е тоа затоа што не обврзува никаков устав или закон, сега да, меѓутоа порано не. Една-две научени лекции од мој личен аспект не ги препорачувам никому, она што јас го мислам дека е потребно да го знаеме. Ова го кажам од аспект на човек кој практично сега се бави со политика и се она што било порано теорија се обидува да види како може да се исканализира низ политичките институции. Поделбите во нашето општество не е тајна дека се и по етничка линија исклучително длабоки и широки. Довербата многу ретко и многу тешко во помасовен број им се дава преку етнички линии на кандидати, било на локални избори, било на национални избори, освен ако нема директен меѓупартиски договор. Се вратам на првата моја точка околу личните искуства и личниот влог. 2014 ја немав никаков, напротив. Немав никаков меѓупартиски договор да ме гласаат, например, и етнички албанци, а ме гласаа во значајна бројка. Меѓутоа, тоа многу ретко се случи. Треба има сет на резони, не сум само јас како кандидат во тој момент, меѓутоа има сет на причини зашто електоратот во поголема бројка решава да гласа за некој кој не е
по наводници кажано, од нивната етничка заедница. Значи, тешко се дава таа доверба и многу потешко се задржува, многу тешко се задржува. Не зборам за себе, зборам за, ако сакате, за оваа коалиција која е сега на власт, која доби, јас мислам, околу по некој процент ќе биде ќе тајно гласањето, нели, околу 10% од гласовите доби само од етничките албанци во вкупната бројка која имаше на парламентарните избори 16 година и многу повеќе во проценти ако ги вклучите и другите етнички заедници, освен албанците и македонците. И гледате дека како кој изборен циклус доаѓаше, таа бројка драстично опаѓаше и на последните избори. Тоа не е ни една петина од онаа бројка која беше во 2000. Причините ќе ги дебатираме во некоја друга прилика, меѓутоа фактот е дека многу тешко се задржува. Јас мислам дека во еден дел образложението е затоа што за жал од пред социоекономски причини нашиот електорат е навикнат од политичките елити, е навикнат на изборен клиентелизам и секој пат бара нешто да добие, а и ако не добие, не ти ја дава повторно довербата. Не зборам за сите, зборам за дел од електоратот. Тие трендови се засилуваат последните години, се повеќе и повеќе, и за тоа се кабаат политичарите, се разбира. Тие сакаат на таков начин да добијат власт. Меѓутоа, при тоа не се гледа етничката припадност на кој очекуваш да ти даде после изборите, и тоа сосема се едно. Ако не добиеш тоа што мислиш дека ти припаѓа или некој друг го добил, довербата се повлекува веќе на првите наредни избори. Тоа се случува многу пати кај нас, во двете насоки. Втора моја лично научена лекција, сега од овој практичен аспект кој зборуваме, е дека во измените или во внесот, да кажам најгрубо, во внесот на мултикултурализмот во општеството или во државните институции, уште поважно, мора да се оди постепено. Мора да се оди чекор по чекор. Ако некој мисли дека мултикултуралниот аспект на нашето општество може преку ноќ или во рамки на еден мандат да се внесе во државните институции, се лаже. Ја барам да ми каже некаков паралелен пример, компаративен пример во светот, кога некој за 4 години успеал државата која е објективно, општеството кое е објективно мултикултурно, да го направи со сите правни и политички механизми мултикултурно и во парламентот и во владата и на ниво на локална самоуправа и така натаму. Значи мора постепено да се оди, затоа што условно кажано вашата етничка група или заедница, ако смета дека вие пребрзо им давате наводници на другите, тие нема да ве гласаат. И просто во политиката, ако не ве гласаат, нема да бидете на власт и не можете да имплементирате ни една, вклучително и најдобрата идеја, која евентуално ја имате и во овој сегмент. Еве да ви кажам пар примери од моето досегашно менаџирање на оваа позиција на која се наоѓам 2,5 години, во кој јас се обидов да внесам со мои сосема конкретни кадровски предлози луѓе кои не се од мојата, кажано, условна етничка заедница на витални позиции. Какви што не можеле да замислиме сите ние до пред само 3, 5, 10, 15 години. Значи, зборуваме за разузнавачките служби, например, кои се под моја надлежност. Ја поставив директор кој е етнички албанец. Но не го поставив затоа што е етнички албанец, туку затоа што е врвен професионалец. За прв пат во историјата на независна држава, сега Република Северна Македонија, на моје инсистирање имаме во овој момент 8, да ја кажем вкупната бројка, на луѓе, меѓутоа 8 припадници албанци во специјалните единици на армијата. Може да замислите колку време требало да созре од тој менталитет војнички кој е посебен, особено во специјалните единици, така наречените волци. Да, минатата година по прв пат имаше влезни етнички албанци таму. И тие наидоа на потешкотија. Затоа што беше таков менталитет создаден и отпор дека тие ќе ја растудат единицата. Имаше по социјални мрежи коментари дека ова е вовед во распадот на единицата која е наводно одбранила Македонија, не знам колку пати во историјата и така натаму. Или, например, од оние од кои очекувате кредит. Например, признание да кажат, ова беше добар потек. Овие што се од иста етничка заедница, со овие што ги спомнав пред малку. И тие не беа задоволни. Зошто? Затоа што целата процедура не одела и преку нив. Не сме ги прашали и нив. Значи, наместо да кажат, знаете, во служби во кои порано не си можел чисташ да видиш и да ја прскаш тревата у двор, сега ставаш директор на локална агенција, проблемот не е проблемот од човекот, него зошто ти од друга етничка заедница не си ги прашал овие кои мислат, тврдат за себе, такви има многумина во оваа земја, дека само тие се вистинските, често пати единствените репрезенти на таа етничка заедница. Тоа се тие некои обиди од моја страна да го направам
она што до сега не било направено и да покажам дека може, а тоа се покажа во изминативе година-две, дека може и тие луѓе тамо да бидат одлични според перформансите и да не има се разбира никаков минус тоа што не се од оваа доминантна етничка заедница. Након да прокоментираме на теза која слушам во последниве недели во еден друг контекст, во контекст на ова што имаме како проблем со Бугарија, кој е наведен во Уставот, кој не е наведен во Уставот. Јас мислам дека е многу битно што практично се случува на терен. И релевантно дали е некој наведен во Уставот. Еви доказ. Ние имаме ромска општина. На времето се фалевме прва во Европа, што доминантно роми живеат, што ризари, и таа општина е воспоставена многу пред рамковниот договор воопшто да донесе. Имало волја, направено е, одлично што е направено, и нема никак, ако кој ги ставиме во Устав, бидејќи ви има во Устав, сега ќе имате повеќе права, нема врска. Битна е политичката пракса која доминантните структури политички ја спроведуваат во соодветната средина. Или, например, имаме само неколку општини во Република Северна Македонија кои поради волјата на општинските советници, на мнозинството во општинските совети, воведуваат и трет јазик. Официјален, зборувам за оние, бидејќи нашиот устав вели, оној кој е над 20% да. Меѓутоа не и за оние што се под 20%. Имаме турскиот, имаме српскиот, имаме, не знам дали уште некој друг јазик има. Мислам дека општина Куманово има 4 официјални јазици, ама тоа е затоа што е тоа добра волја, замислите, не е пропишано ни во ниеден устав или закон, добра волја на тие што се сега во моментов мнозинство, таму и таму. Тоа сакам да ви кажам, ако имаме разбирачка дека само во тој дел, ако се почитуваме максимално меѓу себе, независно како на кој етникум припаѓаме, можеме да ги унапредуваме правата на сите етнички заедници и реално да ја внесуваме мултикултурата во механизмите преку кои се реализира, преку кои се остварува власта. Значи, да заклучам и да завршам, пробиви има на овој план. Се разбира дека тоа не е доволно. Јас мислам дека се бројат на прсти од двете раце максимум. Значи, зборувам за целиот период од рамковниот договор до денес. Зборувам за политичкото ниво исклучиво, не зборувам за нивото човек на човек, граѓанин со граѓанин, такви примери, фала Богу, има многу. Значи, на ниво на граѓанска комуникација имаме далеку повеќе, да употребам вашиот израз, мултикултура, отколку што имаме во политичките форуми и институции. Значи, исчекор е направен, неспорно, постоеле политички гарнитури на власт на кои баш им било гајле за мултикултурата во државните институции и постоеле политички структури, и знаеме сите живееме овде, да не ги именуваме, на кои им било битно бидејќи знаат дека тоа е оската на стабилност или нестабилност на целата политичка заедница. Но оставаме сега на идните генерации кои ќе доаѓаат, идните политички постави на власт, да видиме дали тие ја имаат во главите садено таа свест дека поинаку ова држава не може да ја биде. Ја не зборам за катастрофични сценарии, зборам за едно општество во кое ќе се почитуваме, бидејќи знаете, не само заради повелбата на Обединетите нации. Вроденото достоинство на човекот е првата одредница од која мора да тргнеме кога ја обмислуваме политичката заедница во која живее. Толку, благодарам.